Благодарам, председателке. Многу сум позитивно изненадена, колега Митревски. Значи, вие, кои што 7 години токму на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и кратевте средства, трошки остававте за развој на туризмот, денес поднесувате амандман за велосипедска патека. Епа, колега Митревски, се радувам што после цели 7 години власт сте се потрудиле да сте креативни и да осмислите амандман за изградба на велосипедски патеки на планината Јабланица и што после 7 години ви текнало да помислите на туризмот и проекти во насока на развој на туризмот. Само се прашувам зошто оваа креативна идеја не му ја предложивте на вашиот градоначалник Рамис Мерко, па уредно да си аплицираше, како што ви кажа заменик министерот, со проект и да си извлечеше средства од оние 250 милиони евра кои оваа влада ги намени за развој на општините. Арно, ама добро, Јабланица спаѓа во општина Струга, јас колку што знам. Добро, и Вевчани во редте. И Вевчани си има способен градоначалник, ќе си аплицира и ќе си обезбеди средства, ич да не се секирате. Сега, вашиот градоначалник Мерко, наместо да си аплицира уредно за проекти, имаше многу побитни работи, како што беше да си обезбеди 67.000 евра за Ауди, да си прави се и се што, па дури да стигне до тука да црната листа на САП, па нема време да мисли. Во ред, ево ќе го тргна Мерко на страна, пошто ви пречи да го спомнувам, не сакам да го спомнувам. За да добиеш средства, колега Митревски, најпрвин треба да имаш подготвен проект, а за да подготвиш проект, треба да имаш, да си вреден, работлив и да имаш знаење. Арно, ама, по имите знаење и работа, за вас се тотална непознатица. Сега, кога веќе рековме ќе го тргнеме Мерко на страна, да ве подсетам, колега Митревски, на друга велосипедска патека, а тоа е патеката Охрид-Струга. Сигурна сум дека се сеќавате, координатор бевте на пратеничката група изминативе 4 години, за која ние, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, од позиција на опозиција, почнувајќи од 2020 година, со години баравме средства, па едвај од побараните 10 милиони денари, после 2 години молење, на 24 јуни 2022 година, наводно ни дадовте, велам, само 3 милиони, чисто за да се пофалите дека сте конструктивни, дека сте направиле сојуз во интерес на граѓаните и дека сте прифаќале амандмани од опозицијата. Сега, како одговорна опозиција тогаш, која мора да ја притиска власта која што не работи, на тогашниот министер Бочварски му поставив пратеничко прашање кога охриѓани и стружани да ја очекуваат велосипедската патека Охрид-Струга. Каде е велосипедската патека, колега Митревски? Каде се 3 милиони што ги обезбедивме со буџетот за 2022 година за оваа намена? Исчезна. И лапна матната. Или сте ги пренасочиле, сте ги пренамениле, сте ги украле, важно ги нема, парите ги нема, патеката ја нема. Тоа, колега Митревски, повеќе нема да се случува. Затоа што сојуз не се прави со луѓе кои што даваат лажни ветувања. Средствата што ќе се обезбедат со овој буџет ќе бидат реализирани и граѓаните точно ќе знаат каде одат нивните пари. И да ве подсетам на уште еден амандман, кој што е значаен за Охрид-Струга и развојот на туризмот, кој што делумно така исто го прифативте, беше амандманот за евидентирање и мапирање на еколошко заштитни зони, па и од тој проект и од тие средства немаме ниту трага, ниту глас. Тоа е вашето лицемерие и наводна грижа. Во меѓувреме, бидејќи 7 години со прст не мрднавте за туризмот, ве уверувам дека ќе следува широка расправа со сите засегнати страни, со експертската јавност, туристичко-угостителската фела
И сите заедно ќе седнеме и ќе осмислиме националната стратегија за туризам со која секако ќе се земе во предвид и изградбата на велосипедски патеки низ државата, па и на планината Јабланица. И за крај, колега Митрески, верувам дека со домакинско работење, со успешна и праведна наплата на приходите и даноците, со борба против сивата економија и криминалот, пари во буџетот ќе останат и ќе има за сите и за се, па и за велосипедска патека на планината Јабланица. Ви благодарам. Реплика Јован Митревски, повелете.